СДСМ и Зоран Заев на граѓаните јавно да им соопштат каде планираат да вдомат и вработат 150.000 мигранти, за кои прифатиле обврска да ги населат во Република Македонија, бараат од ВМРО ДПМН. Од опозицијската партија обвинуваат дека СДСМ не им дозволиле на граѓаните преку референдум, кој ќе биде организиран заедно со локалните избори, да се изјаснат за, како што велат, погубното решение на владата за мигрантите. СДС Зоран Заев и Мила Царовска не смеат да се зацкриваат зад одлуката на Инспекторатот за локална самоуправа, со која се забранија референдумите околу населување на мигрантите. Трајното населување на преку 150.000 мигранти ќе имат далекусежни последици врз онака кревката македонска економија, но првенствено ќе се одрази на стапката на невработеност во Република Македонија, која ако е намалена, сепак е се уште висока. Вдомувањето на мигрантите ќе направи дополнителен притисок врз висината на платите, па така платите наместо да растат, со внесувањето дополнителна работна сила од надвор, ќе почна да се намалуваат. Спротивно на ова, ставот на СДСМ и владата е дека нема да има населување на мигранти во Македонија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по завршувањето на средбата на министрите за внатрешни и надворешни работи на Македонија, Грција, Албанија и Бугарија, што се одржа во Солун пред неколку денови, изјави дека нема никакви најави дека ќе се зголеми бројот на мигранти или ќе проработи западно-балканската рута. Неодамна Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе одлука да ги запре решенијата за организирање референдуми во општините за мигрантите на 15 октомври, денот за кога се закажани локалните избори. Причина, како што појаснија од инспекторатот, е членот 22 од Законот за локалната самоуправа, според кој никаде не е наведено дека општините имаат надлежност за мигрантите и за нивното населување во локалната самоуправа. Дополнително и Државната изборна комисија донесе заклучок да нема општински референдуми заедно со локалните избори. Дел од целите на националната стратегија и акцијскиот план на владата за периодот од 2017 до 2027 година за подобрување на системот за интеграција на бегалците се мерки за градење капацитети и партнерства што поттикнуваат локално учество и интерактивна комуникација, остварување одржливи и долгорочни стамбени решенија што промовираат интеграција во општеството, постигнување на образовните цели заради јакнење на интеграцијата, како и обезбедување можности за вработување на бегалците.